Ана Ивановиќ не сакаше да го пропушти овогодинешниот Вимблдон, а со своите следбеници сподели стајлинг посветен специјално на овој турнир. Поранешната тенисирка Ана Ивановиќ многу често привлекува внимание кон себе со објави на социјалните мрежи, а кога се појавува на еден од големите тениски турнири, секогаш им угодува на своите следбеници. Дури по разводот од Бастијан Швајнштајнгер, Ана стана поактивна на Инстаграм на општа радост на сите оние што ја сакаат. Во нејзините објави доминираат оние од нејзините патувања, а има и внимателно одбрани модни изданија, како последното што го избра за Вимблдон. Бидејќи деталите го создаваат целиот изглед, инспирирано од Вимблдон, напиша некогаш најдобрата тенисерка во светот. Ана за оваа пригода избра бело здолниште со шлиц, кое го комбинираше со бела кошула. Пораката на оваа боја е јасна, со оглед на тоа дека станува збор за бел спорт и сите тенисерки на овој турнир мора да го почитуваат тоа. Канада е третата неевропска држава која ќе учествува на Евровизија, а дебитот ќе го има следната година во Бугарија, објавија организаторите. Ова стана можно минатата недела откако канадскиот јавен радиодифузер CBC Радио Канада стана полноправен член на Европската радиодифузна унија. Канада веќе имаше еден победник на Евровизија, Селин Дион, во 1988 година, но како представничка на Швајцарија. Во следните години и други канадски музичари настапија на Евровизија под знамето на друга земја. Покрај Канада, учесници на Евровизија се и Израел и Австралија, додека Мароко имаше еден настап досега во 1980 година. Легендарниот македонски гитарист Владко Стефановски откри дека е луд што неговиот басист Иван Кукич не добил виза за Англија кога Стефановски и неговите соработници снимаа во Лондон. Во гостувањето на една од домашните емисии Стефановски откри работи на своите мемуари. Преку нив тој се осврна на клучните моменти од кариерата, но и на бирократските пречки и дискриминацијата со која се соочувале музичарите. Стефановски се присети на времињата кога легендарната група Лепи Сол стигнала до Лондон, но и на стресните моменти поминати во чекање визи. Како највпечатлив и најголем пример за оваа неправда, тој ја посочи неодамнешната ситуација со неговиот сегашен басист Иван Кукич. Во моите мемуари имам напишано како групата Лепи Сол стигна во Лондон и како "Аха, што сте вие бенд?" ај на страна, раскажува Стефановски, опишувајќи го сомнежот со кој се соочувале на границите. Или како сме трепереле чекајќи визи, или кога мојот басист не доби виза за Аби Роуд сега од непознати причини, се сети Владко. Во 2024 година во културното лондонско студио Стефановски со Јан Стефановски на тапани и Тихомир Хојсак на контрабас сними 22 песни, меѓу кои и една од Битлси. Гитаристот со доза на иронија и револт го прокоментира однесувањето на британските служби, кои очигледно покажале неразбирање за профилот на музичарите. Се уплашила администрацијата британска дека басистот мој ќе остане. Тој од Струмица не знае да мрдне, таму му е рајот нему. Иван Кукич не доби виза за Англија. Јас бев луд, сите бевме луди. Барав замена во последен момент, се присетува тој. За Стефановски ваквите административни бариери не се само технички проблем, туку длабока неправда за уметничката слобода и човечкото достоинство. Тоа е толку дискриминирачки. Јас сум толку чувствителен на човечка дискриминација, рече Владко Стефановски. Загребската издавачка куќа Менард со емотивна порака се прости од македонската поп звезда Владо Јаневски, кој почина на 28 јуни во Скопје на 65 годишна возраст по кратко боледување.
Од Менард потсетија дека Јаневски беше еден од најпрепознатливите гласови на македонската поп музика, а во 2025 година под нивната етикета го објави албумот Најубавите љубовни песни на хрватски јазик. Во објавата се наведува дека Владо Јаневски повеќе од 3 децении остави силен белег на музичката сцена со својот препознатлив баритон, авторските песни и текстови што допреа до многу генерации слушатели. Благодарни сме за пријателството, довербата, соработката, како и за музиката што ни ја даде. Порача од Менард, истакнувајќи дека со гордост ги следеле неговите последни музички проекти.